Повелете. Благодарам, почитувана подпредседателка, почитувани колеги и пратеници. Проектот Скопје 2014, неговиот оддек во јавноста и неговиот третман од страна на колегите пратеници од власта говори само за едно. Дека станува збор за режимска измама на векот. Режимска измама и пропаганда за тоа дека се работи за најградителската власт, која што некогаш Македонија ја имала. Илузијата која што пропагандата на ВМРО-ДПМН се обидува да ја создаде во јавноста, дека никој пред нив ниту едно камче не изградил во Македонија, а дека тие се тие најголемите градители кои што се постигнале, се направиле за изминативе 6 години. Оваа лага веќе доживува чудовишни размери, затоа што 7 објекти кои што ВМРО-ДПМН ги гради имаат скупно 9700 метри квадратни или нешто помалку од 1 хектар. Во Скопје има 2900 хектари објекти за домување, 860 хектари јавни институции, 1500 хектари комерцијални и стопански објекти и 800 хектари улици и сообраќајници. Наспроти овие стотици и илјадници хектари, едниот единствен, мизерен хектар кој што ВМРО-ДПМН го гради и со кој што успева да создаде гротескна карикатура од градот кој што некогаш беше меѓународен град на хуманоста и солидарноста, делуваат навистина смешно. Проектот Скопје 2014 постигнува 3 цели. Првата и главна тоа е чудовишната лага дека се работи за градителска власт, која што под плаштот на патриотизмот успева да искраде и искорумпира се она што може од македонскиот буџет и од парите на граѓаните. Следната цел е поделба на граѓаните по сите линии, по етнички, географски, дури и внатре во македонското ткиво има поделба околу овој проект. И третата цел е фалсификување на македонската историја. За жал, изминативе 6 години, ВМРО-ДПМН исклучително и посветено работеше на оваа корупцијска јама. Изминативе 6 години, Вети Канчевска и понатаму остана примадоната на владиниот криминал и корупција. Тоа, впрочем, го докажуваат сите ревизорски извештаи, особено ревизорскиот извештај и на култура и на општина Центар. Се разбира, доколку почнеме да ги анализираме и една по една, да ги побиваме тезите на ВМРО-ДПМН, на крај ќе остане една гротескна лага за една неуспешна, катастрофална власт, која што дојде во владините фотели со ветување дека ќе работи единствено на македонската економија. За жал, после едно 6 годишно цунами, доживуваме економска мизерија, доживуваме максимално расипништво со граѓанските пари. И како овој проект влијае позитивно на градежната индустрија и на 26 останати гранки. Како кога градежното предпријатие Гранит во 2006 година имало 2560 вработени, а 2012 има 1780. Како кога градежното предпријатие Илинден во 2006 имало 160 вработени, а денес има 26. Како кога Скопски бетон во 2006 година имал 300 работници повеќе во 2006 од денес. Гостиварска Пелагонија имала 50 работници повеќе во 2006 за разлика од денес. Прилепец, градежното предпријатие во 2006 година имало 160 вработени, ама денес е во стечај. Вонмонтажна индустрија Факом 2006 година 720 работници, денес 660. Металец е во стечај, градежно предпријатие Маврово во стечај, акционерско друштво Пелагонија во стечај. Ова ли се позитивните ефекти на Скопје 2014 по македонските градежни фирми
и останати 26 индустријски гранки. Како кога изминативе 5 години македонската индустрија доживеа пад од 7,5%. Металската, текстилната и рударската индустрија доживеа пад за 10%. Се очекува дека ќе се реализира црното сценарио, дека ќе има пад за 50% производството во овие индустријски гранки. И уште една работа за која што е исклучително вредно и потребно да се зборува, за неповратното иселување на македонските граѓани. Од 2000 година до денес од Македонија неповратно се иселиле 230.000 луѓе. За 12 години, од кои 8 години е на власт ВМРО-ДПМНЕ, од Македонија се иселиле 230.000 луѓе. И никој не чувствува потреба да зборува за таа безперспективност, апатичност. Зошто македонските граѓани се одселуваат и зошто, например, за жални врби се дадоа 230.000 евра, ама за стимулација, за вработување во мали и средни предпријатија владата даде само 200.000 евра. Се надевам, после ова ви е јасно зошто и младите луѓе и возрастни луѓе со семејства комплет се одселуваат од Македонија и воопшто не чувствуваат никаква можност и шанса да останат овде, да го покажат собственото знаење, да оформат фамилија и да го продолжат животот. Во изборна единица 3, за само изминативе 7-8 години, се одселиле 18.000 граѓани. Во тројка, еден град колку Делчево, изминативе години, престанал да постои. Се одселил во земјите од Европска унија или во Соединетите Американски држави. И сите овие теми се сосема неважни и нерелевантни за дискусија за ВМРО-ДПМНЕ, ама сосема потребни и оправдани се милионските евра истурени на само 1 хектар површина. Единствено бронза, камен и бетон за величење на најцрниот режим кој што воопшто некогаш и се случил на Република Македонија. Уште една работа за исплатливоста, не за спомениците, многу зборувавме на нив, на административните објекти. Зградата на Уставен суд до ниво на карабина, незавршена, чини 37 милиони евра. Уставен суд месечно плаќа кирија нешто над 15.000 евра во домот на синдикатите. За колку, почитувани колеги и граѓани, ќе се исплати ова здание? За 100 години, за 200 години или за 250 години? 15.000 евра месечна кирија наспроти 37 милиони евра до ниво на карабина. Не е ни завршен овој објект. Толку околу економската исплатливост и потребата од градење на административните објекти. Не зборувам за спомениците на Тодор Александров, Ванчо Михајлов, Мара Бунева и така натаму. И уште една работа. За срамот и бламажата која што ВМРО-ДПМНЕ му го приредува изминатиот период на Киро Глигоров. Навистина е дрско, срамно и безобразно да се стави првиот председател на независна Македонија, кој што вложи максимум од својот и интелект, и мудрост, и способност, најграндиозниот македонски политички лик, да биде запаметен од историјата како записничар на првото заседание на АСНО. Ама сигурна сум дека идните генерации на Република Македонија во некои идни музеи сосема солидно и на место ќе знаат да му го одредат местото на Никола Груевски во собата на најцрните диктатори. Благодарам.